Марш предавнику. Вака синоќа во ХАК му се обратил Тарчуловски на Бошковски, брифира луѓе што присуствувале на средбата. Гостина Билјана Секуловска во студио 2 е Љубе Бошковски. Билјана, повелете. Добро вечер, благодарам. Добро вечер за Љубе Бошковски. И прашањето, дали на вистина ви кажа марш предавнику Јохан? Не. Не, тоа е уште една од арсеналот на обвиненија кои доаѓаат од штабот на Демократската партија од Никола Груевски, од ДПМНЕ, бидејќи тоа е едно сценарио кое го гледаме подолг период после дочекот на Скопскиот аеродром минатата година, кога Љубе беше херој за истите тие луѓе, за истиот тој тим, денес е предавник. Да, премиерот Груевски, денес е Љубе предавник. Зошто? Затоа што до денес имаме околу 18.000 членови на Обединети за Македонија. Од ден на ден членството на ВМРО ДПМНЕ, вистинското членство се враќа дома, во својата матична партија, во својата идеологија. Сега се користат сите средства и оние најниски кои постојат, недозволиви средства, од типот дека јас не сум сакал да ги посетам децата на братот Јохан Тарчуловски, дека не сум сакал да ја посетам неговата сопруга и така натаму, а за тоа може да се видат од телефонските разговори. Денеска живееме во 21-виот век. Дека јас наводно сум му готвел на Јохан Тарчуловски и така натаму. Слушаме приказки, а тоа се го зборуваше во истиот весник, истата сопруга на Јохан Тарчуловски пред 2 години за мене. После за Сонја Тарчуловска. Му придавте ли на Јохан Тарчуловски? Но рековте ли кај си брат дојде да те гушнам? Не. Дојде да те гушнам, не е можно тоа да го изведеме. Добро, тога што му рековте? Му реков здраво брату мој. Тој остана дека не сака да се поздрави со мене, но тоа јас го знаев однапред, бидејќи такво беше сценариото и го консултиравме адвокатот од Јохан Тарчуловски дали е Јохан спремен да се поздравиме. Зошто не сака да се поздрави со вас? Бидејќи така е инструиран, наместо да му се презентираат реалните состојби, наместо од адвокатскиот тим и од луѓето кои го обкружуваат, а пред се од Демократската партија за македонско национално единство ДПМНЕ и Никола Груевски лично. Мотивот е јасен. Во овој период позициите на Никола Груевски се загрозени. Човекот од ден на ден повлекува криви потези. Треба да ја дефокусира македонската јавност на нешто што е многу осетливо. Нешто што јас го минав во овие 3 години низ хашките затвори од Шевенинген. И јас многу добро знам. И Јохан Тарчуловски, доколку и тоа го кажеше, јас имам апсолутно разбирање за братот Јохан. И само Љубе Бошковски има разбирање, бидејќи првпат денеска ги видов хашките затвори од другата страна на зидот. Добро, зошто Сонја Тарчуловска ве обвинува? Максимално инструментализирана, за тоа нема ниту еден доказ. Не е точно, сте биле ли да ги видите децата? Ние останавме пред зградата со мојата сопруга и за тоа постојат извадоци од телефонските разговори. Телефонски, но дали лично сте ги виделе? Лично не можевме затоа што ни беше недозволено да одиме во домот на Во Скопје? Во Скопје, да, апсолутно. Кој не ви дозволува? Никола Груевски? Сопругата на Јохан Тарчуловски, затоа што така било договорено, затоа што е тоа дел на едно сценарио. Но тоа е многу ниско, затоа може да разговарате, да разговараме на некоја тема, бидејќи ова е болно прашање. Добро, кој го адвокатскиот тим на Јохан Тарчуловски, за адвокатскиот тим, вели дека вие сте го пратиле Тарчуловски во Љуботен. А Тарчуловски вели Борис Трајковски ме прати. Кој всушност го прати? Па како може Никола Груевски или адвокатите или момчињата кои 2001 година не беа полнолетни, а денес се министри во владата на Никола Груевски, кога ние ја војувавме битката, татковинската војна 2001 година, да знаат што се случувало. Сигурно дека Јохан Тарчуловски им одржа лекција на неговите адвокати кои за бранењето на Јохан Тарчуловски до сега имаат земено што од Хашкиот трибунал, што од владата на Република Македонија околу 2 милиони евра
евра. И тие сега прават одстапнина. Доколку не биде Јохан Тарчуловски одбранет, целата вина да се префрли на Љубе Бошковски, дека Љубе Бошковски не сакал да сведочи во случајот Јохан Тарчуловски, што е апсолутна невистина. Затоа што нема ниту еден трак за било каков разговор помеѓу Љубе Бошковски и адвокатскиот тим на Јохан Тарчуловски во овој период. Тоа е едниот факт и постојат строги правила пред Хашкиот трибунал. Никој не може. Љубе Бошковски не беше ни Ратко Младич, ни Караджич. Единствениот кој сведочел во второстепена постапка е Радован Караджич во случајот на Краишник. Бидејќи Радован Караджич 14 години не беше достапен на судските органи во Хашкиот трибунал. А Љубе Бошковски беше 3 години таму и може адвокатите да му го постават тоа прашање. Барајќи одстапнина во еден предмет за кој сигурно ќе ви кажам дека ќе се заврши поволно, но не заради адвокатскиот тим, кој за разлика од мојот тим, кој исто така е добро платен, преку 400 докази беа прифатени, 350 докази, а од тимот на Јохан Тарчуловски беа прифатени 80 докази, од кои 30 слики. Мојот тим 400 часа потроши во испитување и во контраиспитување, адвокатскиот тим на Јохан Тарчуловски не потроши ни 30 часа во контраиспитување и во испитување. И сега целата вина во евентуалниот неуспех на оваа постапка, кој може и за мене да биде неуспешен, бидејќи не е завршена, да се целата државна машинерија стави на располагање во дискредитација на Љубе Бошковски, во овие така наречени емисии со бумбари и слично што го гледаме на Сител телевизија, ние одлучивме да поднесеме пријава против новинарскиот тим и против оние кои секој дневно... Постојано ви се виновни новинарите и Никола Груевски. Не, апсолутно. Вие како да сте дел од тимот на Никола Груевски, постојано сте на страната на Никола Груевски. Не можам да ја разберам. Не се потребни квалификации, добро. Но јас, дека ќе поднесам кривична пријава и дека кривично ќе ги гонам вашите колеги новинари од Сител телевизија, тоа сум присилен да го направам поради лагите. И сите пари што ќе ги добијам, ќе ги дадам на Јохан Тарчуловски, затоа што јас Јохан го носам во мене и јас знам како страда Јохан. Никој друг во оваа земја. За новинарите од другите телевизија се говори. Добро, јас ви благодарам. Љубе Бошковски ќе биде гостин во студио 2. Темата е средбата Папандреу Груевски, дали се работи за протокол или пак има напредок во преговорите за името. Останатите гости се Никола Поповски, екс-председател на Собранието, и Жарко Трајановски, влијатен политички колумнист, креатор на Јавното мислење. Гледајте на студио 2 во 20 часот, променете терминот, значи не се работи за 21 часот, туку 20 часот, нешто после овие вести. Гледајте не. Ви благодариме, Билјана.